Откако ќе заврши бербата на градинарските култури, производителите треба да превземат одредени активности. Според Ристо Велков, агротехничките мерки се многу значајни за растенијата, а со нивна примена производителите ќе имаат квалитетно производство наредната година. Една од позначајните активности е чистење на површините, односно откорнување на сите растителни остатоци. Голем број од нашите земјоделски производители не обрнуваат внимание како и на кој начин ќе ги извршат агротехничките мерки кои што следуваат во следниот период. Секој прав земјоделски производител неминовно е површините кои што се засадени со земјоделски култури. Тука пред се станува за градинарски регион и станува збор за градинарски култури, неминовно е да ги отстране, тоест да ги искорне сите растителни остатоци што се наоѓаат на површините кои што биле засадени со тие култури, бидејќи со самото искорнување и отстранување од површините се доаѓа до еден позитивен ефект, бидејќи со тоа отстранување се отстрануваат и сите оние штетници и патогени кои што биле нападнати, која што била нападната самата култура во текот на вегетацијата. Велко вели дека овие растителни остатоци можат да се фрлат, но можат и да се складираат за подоцна да послужат за садење на други градинарски култури. Сега што со тие растителни остатоци? Едниот од начините е отстранување и ставање на одредени места, тоест депониите, меѓутоа нема да сгрешат и оние земјоделски производители кои што имаат одредени, така наречени одредени компостери и ги складираат тие растителни остатоци, така да за период од 20 на месеци ќе добијат добра маса, хранлива маса во која што можат да се насадат одредени градинарски култури. Активностите после бербата се значајни и кај овоштарството. Производителите треба да превземат подготвителни мерки за да имаат здраво производство наредната година.